Словенките во паника. Лазович, комплетни се. Петриња, нема пробивање, тече играта, Јеричек, Лазович сама, крај голот, 7 метри. Нема дилеми. Нема колективност во играта на Словенија и мора Лазович вака да презема се. Погоди 4 од 5 гола во овој период од 10 на минути. Сега Мавсар ги реализираше сите 3 седмерци. Замена на местото на Серафимова, сега Ладева има само 18 години. Таа и Стојановска се најмладите, а Стојановска е најефикасна, има 5 погодоци. Може ли да одбрани? Ладева, Мавсар. Одува Мавсар, нејзин 6-ти гол. 20-20. Но сега словенките се тие што бркаат резултат, особено ако Македонија го реализира овој напад. Ливринич, Георгиевска, лошо додавање, ќе стигне Стојановска, ќе нема се уште крената рака на судиите. Сега Георгиевска во Стефанишин. Незина 6-та интервенција, принудена беше да шутира. Нашите бараа дека излегла Стефанишин со топката надворот. 6 метри дека имало и играње со нога. Петриња над голот, се е тука чисто контактот дојде по шутот и нема потреба да се брза сега. Иако бара побрз напад нашиот селектор. Стојановска, Георгиевска, нема простор за Сара Ристовска, нема да се брза ако некој сега е во проблеми, во паника, во притисок. Тоа се словенките. Нивниот селектор рече дека во Кале е поинако, веројатно мислејќи на некој други дврења, на друга атмосфера сега пред овие 500 гледачи кои помагаат, ама не е тоа на што сме навикнати од времето на Кале, но со желба, со квалитетна одбрана, со агресивност и со храброст Македонија доаѓа во позиција дури да го добие овој надпревар, да направи чудо. Стојановска, Ливринич, Георгиевска. Крената раката на судиите. Стојановска, ќе мора Ливринич да завршува. Стојановска, сама Стојановска, Стефанишин. 7-ма интервенција, штета. Ова се позиција од која е потребно да се постигнуваат голови. Веќе и заморени се нашите ракометарки. Мала е ротацијата, игра 9. Гледавте, немаше сила овој шут. Стојановска има само 18 голови. Денеска може би најдобра заедно со голманката Серафимова, има 5 гола. Лазович, Јеричек, Петриња и низ нозете. Штета како да ја процени имаше оваа топка. Серафимова 20-21. Словенките повторно се враќаат во предност. Имаат уште по еден тајмаут двајцата селектори. Стојановска. Само до крај, турната беше од Крхликар, 7 метри. Стопирано е времето, Стефанишин ќе биде повлечена, ќе се обиде Маринчек да го одбрани ударот на Гакидова. 3 од 3 во Марибор, 3 од 3 тука. Неполни 2 минути до крајот. Гакидова против Маринчек. Прецизно над главата. 4 гола на Гакидова. 21-21. Гледате, задоволство и без Георгиевска во нападот Македонија е во позиција да размислува не само да не го загуби овој меч, може би и да победи. Овде ќе решава еден напад. Минута и пол до крајот. Двајцата селектори имаат право на тајмаут. Словенецот ќе го побара сега. Напад. Одиграваме двојно, зачнемо прво у лева страна, по Барбарина страна. Okay?
desno. V redu, zabijemo gol, gremo v obrambo. Če slučajno dobimo gol, bom dal markirko noter. V redu? Daj mi tablo. No, markirko naredimo tako. Teja, oziroma bomo kar Maja. Maja, ti pa še zdaj se moraš postaviti ne, zamenjata, greši noter, da se postaviš, kot smo delali. Jaz nisem takrat delala. Ja, vse za to. Naredimo takole. V redu? Минута 26 секунди до крајот. Македонија го игра најдобриот натпревар во последните неколку години, особено во одбраната. Може ли да се одбраниме и да одиме во напад за победа? Да подсетам, Симе Симовски има и тајмаут на располагање. Да видиме, логично е да завршуваат преку Лазович, која постигна 5 гола, 4 во второто полувреме или во овие 15 на клучни минути, кога Словенија одговараше. Свирено е претходно, турната беше Лазович. Петриња стигра за Лазович, разбирливо. На неа Јовановски, Петриња, Јеричек, само до крај погодува Јеричек. Незин шести гол, но имаме 50 секунди за комплетен напад, ке побара и тајмаут сигурно. Симе Симовски. Не одат на напад, не сака да им остават секунди за напад на противничките нашите ракометарки, ќе одат по нерешено. Да видиме. Дали евентуално би се решил сега Симе Симовски да ја повлече голманката Серафимова, да внесе ракометарка со маркери и да играме во нападот со ракометарка плюс. Сега дали ќе загубиме со 1 или со 2 разлика, мислам дека не се едно. Јасно, да. Може би го да се одиме 3-4, кој што го правиме? Така, 3-4, со тоа што? Правите промена Симона да дојде на лев бек да прими и автоматски ке Симона трга завод, ти баче Сара. Или ти пивот или бач во пивот или влез. Значи морам да примам топка над пивот, шут или Сара. Договорено? Ајмо. Очигледно нема да се реши за маркер. Комплицирано е тоа, особено ако не е работено. Не игра ниту едниот ниту другиот селектор, кога има ракометарка помалку. Ако се постигне гол, тогаш е опасноста да се прими во последна секунда од брз центар на празен гол, но нашите ракометарки имаат 33 секунди. Да видиме, дали ќе се оди преку крилата. Може би преку Сара Ристовска. Нема потреба да се брза, ќе се игра во последните секунди. Ливринич, фаулирана беше Стојановска. Има време за еден ист напад, вели Симе Симовски. Ливринич, тешка позиција, турната, но тече времето. Има уште 10 секунди, мора побрзо да оди изведувањето. Има време. Ѓоргиевска, повлечена е, мора брзо да биде изведена, да не се шутира од 9 метри. Шут во последната секунда и голот и да беше постигнат. Немаше да важи без разлика на ударот на Ливринич. Мислам дека истече времето. Него да го организираме овој напад до крај како што беше потребно. Словенките успеа да направат 3 прекршоци, да ја сопрат играта и течноста на овој напад. И нашите ракометарки не само што не разочара. Сетете се, пред 2 дена загубија со 35-17, а денеска има напад за изненадување, за нерешено и молесно на словенките. Очекуваа победа, дека ќе биде потешко, но не и вака. Вака тешко, мачно за репрезентацијата на Словенија. 22-21. Имавме напад за изравнување, штета, имавме и водство од 20-19 во 55-та минута. Имавме одлична одбрана, но не успеа Македонија да извлече бод. Трет пораз, четврти пораз, второт Словенија. Остануваат уште дуелите против Црна Гора на домашен терен и Хрватска на гостински во јуни. Словенките со втората победа
ќе се надеваат дека ќе можат некого да изненадат Хрватска или Црна Гора, кои играат во истиот овој термин, да се надеваат на тоа второ место, иако и натаму Хрватска и Црна Гора се фаворити за освојување и пласман на европското првенство. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Верувам дека сте презадоволни. Серафимова 10 голови, Стојановска најмладата 5 погодовка, Ристовска 4, Саздовска 3 на спортивната страна, 5 погодовци на Лазович, 6 постигна Јеричек. Словенија се знамачи 22-21, одлична партија на нашите ракометарки. Благодарам за вниманието и пријатна вечер.